Централен дневник на К1 телевизија. Со настаните кои го одбележаа денот започнуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Полициските службеници се почесто мета на возачите кои легално превезуваат мигранти. За 9 години во Македонија изградени 70, а реконструирани 350 училишта. Планинарското друштво Зелен рај ќе го освојува врвот љута во чест на лицата заболени од пулмонална хипертензија. Две лица со товарно моторно возило без регистарски таблички синоќа илегално превезувале мигранти на локалниот пат село Дуброво Неготино во близина на винарската визба по Вардарие. Тие се дале во бегство, оставајќи ги мигрантите во возилото кое се движело. Имигрантите се обиделе да бегаат, но истите се фатени од полицијата и предадени во регионалниот центар за гранични работи Југ. Се почесто полицијата е мета на возачите кои илегално превезуваат мигранти. Две лица со товарно моторно возило без регистарски таблички синоќа илегално превезувале мигранти на локалниот пат село Дуброво Неготино во близина на винарска визба по Вардарие. Полициски службеници кои во моментот вршеле служба го забележале возилото марка Мерцедес, информира портпаролот на СВР Велес Анита Стојковска. Возачот на товарното возило, кога го забележало полициското возило, ја намалил брзината и од совозачкото место скокнало едно лице по што се дало во бегство. Возачот на товарното моторно возило продолжил со движење и после од прилика 100 метра и тој во движење скокнал од возилото и побегнал, пошто товарното возило продолжило само да се движи уште 50 метра и излетало од патот во канал на левата страна во правецот на движење. Од товарното возило во бегство се дале повеќе лица, а на лице место во возилото биле затекнати 7 лица од Сирија и Ирак на возраст од 18 до 46 години и едно 10-годишно дете. Тројца мигранти се обиделе да побегнат во моментот на контролата, но по испукан куршум во воздух од страна на полициски службеник, лицата застанале. Мигрантите се предадени на регионален центар за гранични работи Југ и истите ќе бидат сместени во прифатниот центар за странци на МВР. Увид на лице место изврши увидна екипа од регионалниот центар за гранични работи Југ. Се превземаат мерки за пронаоѓање на лицето кое го управувало товарното моторно возило. Во изминативе 10 дена, полицијата има регистрирано 2 слични случаи, кога интервенирале по претходна дојава за криумчарење мигранти. Во првиот случај, имаше и напад на овластено службено лице, кога сторителите со патнички автомобил се обидеа да ги прегазат полициските службеници. Во моментов се трага по двајцата возачи на двата патнички автомобила. Стојковска информира дека и викендов имале случаи во близина на езеро Младост, кога исто така биле затекнати 2 патнички автомобила како превезуваат мигранти. Едниот возач веќе е фатен и со кривична пријава предаден на надлежното обвинителство. Две лица загинаа, едно е полесно повредено во тешка сообраќајна несреќа која синоќа се случи на автопатот Неготино Велес во близина на патарината кај Градско. Портпаролот на СВР Велес Анита Стојковска информира дека несреќата се случила околу 19 часот. Патнички автомобил удрил во застанато товарно возило, кое пак претходно удрило исто така во застанато товарно моторно возило. Две лица загинаа, едно е полесно повредено во тешка сообраќајна несреќа која синоќа се случи на автопатот Неготино Велес во близина на наплатната рампа на патарината кај Градско. Според портпаролот на СВР Велес Анита Стојковска, несреќата се случила околу 19 часот, кога автомобил се удрил во товарно возило кое било паркирано од десната страна на коловозот. Патничкиот автомобил марка Mazda 3 со скопски регистарски ознаки, управуван од лицето со иницијали ГС, родено 1982 година од Скопје, удрил во застанато товарно возило марка Мерцедес Атего со скопски регистарски ознаки, управуван од лицето ВК, роден 1950 година од Скопје,
кое пак претходно удрило исто така во застанато товарно моторно возило марка Мерцедес Кесон со скопски регистерски ознаки, управуван од лицето со иницијали СМ, родено 1971 година, исто така од Скопје. Во несреќата на лице место загинаа со патниците во патничкото возило 34-годишната Василка С и незиното 4-годишно дете и двајцата од Скопје. Увид на лице место изврши екипа од ЦВР Велес и јавен обвинител од основното јавно обвинителство во Велес. По наредба на јавен обвинител, телата на починатите се предадени на нивните семејства. Поради сообраќајната несреќа, сообраќајот беше во прекин до 23 часот и 30 минути. Возилата беа пренасочувани по стариот пат. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска отпред владата објави нов сет преслушувани телефонски разговори, како што тврди тој на владени функционери. Во својот говор Заев вели дека овие разговори покажувале наводно прекршување на законите и уставот. Со реакција се јави и ВМРО ДПМНЕ. И од вашите креирани и сечени материјали, како овие денешниве, дека во ВМРО ДПМНЕ има луѓе кои работат за својата земја и за својот народ, дека се трудат согласно законите да реализираат проекти кои ќе обезбедат вработување на луѓето и економски развој на државата, на ефикасна и правична борба против корупцијата со проверка на сите факти и аргументи и санкционирање на прекршителите на законите, дека работат за подобри услови за развој на културата, позитивни меѓучовечки односи и надминување на недоразбирањата, дека сме луѓе кои се самокритични во функција на подобрување на ефикасноста на реализација на проектите од кој корист ќе има целиот народ. Господине Заев, аеродромите кои ги изградивме, големите и малите хидроцентрали кои се изградени, странските инвеститори кои отвараат фабрики, кај што се вработуваат луѓе од сите нации и вери, и реализацијата на над 2000 проекти, се доказ дека сето она што вие го говорите и извртувате е неточно. Благодариме што подсетувате на нашите проекти. Јасно е веќе и за најтврдокорниот поддржувач на СДСМ, кој ги слуша овие креирани материјали, дека вашето сценарио за дестабилизација пропадна, дека немате никаков аргумент за наводен сторен криминал и дека под ваше водство Социјалдемократскиот сојуз се претвори во клуб на раскажувачи и оговарачи кој работи спротивно на интересите на државата. Учениците од Средното стручно училиште Коле Неделковски пред основците го презентираа сето она што го сработиле во практичниот дел од наставата. Средношколците се обучуваат од областа на машинската, електротехничката, сообраќајната и угостителската струка, кои им овозможуваат побрз пристап до работа и отварање сопствен бизнис. 9 одделенците како идни средношколци се запознаа со струките и образовните профили на Средното стручно училиште Коле Неделковски. Средношколците преку штандови го промовираа сето она што го сработиле во практичниот дел од наставата, со што на основците им ја доближија визуелната слика за предметите. Во рамките на отворениот ден беше представена и колекција на олдтаймери. Пријатната атмосфера дополнително ја збогатија и учениците, кои се погрижија за музичкиот дел од програмата. Со другарите ова го изработивме сето. Учествуваме околу 10 души. Би предпорачал секое дете што е 8 одделение или 9-летка да се запише во Средното стручно училиште Коле Неделковски. Јас сум ученик од ходовско-туристичката струка. На овој штанд го представуваме работената на хотелите и агенциите. Ние сме од струката техничар за транспорт и шпедиција. Моментално сме на штандот по историја и представуваме личности од антиката. Ние сме од струката електротехника за компјутерско управување и автоматика. Во таа струка се учи електростручни предмети, исто така и информатика која е најзастапен во автоматиката. Учениците изучуваат занаети кои можат да им овозможат работа и отворање сопствен бизнис, веднаш по завршувањето на средното образование.
Тие се обучуваат од областа на машинската, електротехничката, сообраќајната и угостителската струка. На отворениот ден беа дојдени представници од стопанството со цел да побараат ученици кои што би ги стипендирале, кои што би ги вработиле и со цел да видат каде и што работат и да дадат и свој придонес во училиштето. Заинтересирани се да направат избор на ученици кои што би продолжиле високо образование со цел да ги стипендираат. Значи, училиштето нуди широк диапазон на услуги. Средното училиште Коле Неделковски за следната година планира да формира 7 паралелки, каде ќе можат да се запишат околу 340 ученици. Образовниот процес се модернизира. Чекорот со европското образование веќе е фатен. Доказ ова е вложувањето во изградба и реконструкција на училишните објекти. Во изминатите 9 години ова влада изгради 70 нови училишта, реконструира 350. Вкупната инвестиција е 2,56 милиарди денари. Во овој временски период изградени се 35 големи фудбалски игралишта, 51 повеќе наменско игралиште, 39 тениски игралишта, а 35 игралишта за тенис се веќе во фаза на градба, меѓу кои и она што се гради во Велешкиот градски парк. Ваквите проекти како што се изградбата на нови училишта, нови спортски сали, нови фудбалски игралишта, тениски терени и слично, порано биле вистинска реткост во Република Македонија. Никој не се замарал да излезе во пресред на учениците и младите низ Македонија. Токму затоа, многу населби и села низ државата имаат училишта стари по 50, по 60, по 70, некои дури и по 100 години. Од таквата негреша голем број генерации на ученици израснаа без воопшто да влезат во спортска сала, да играат на вистинско фудбалско игралиште, кошаркарско или тениско игралиште. Таквата ситуација ние започнавме да ја менуваме со големи чекори напред. Од 2006 година до денес имаме изградено 70 нови училишта во Македонија. Додека реконструирани и санирани се 350 училишта во Република Македонија. За оваа намена инвестирани се 2,56 милиарди денари. Секоја година во текот на летниот период се реализира план за реконструкција на одреден број на училишта. Така ова лето ќе се реконструираат вкупно 29 училишта, за што ќе бидат инвестирани 186 милиони денари. Објавен е распоредот за полагање екстерно тестирање. Учениците од трето оделение во основното до учениците од трета година во средното образование имаат можност на интернет страницата на која можат да ги најдат прашањата за тестирањето, да ги погледнат датумите и часот кога ќе го полагаат екстерниот предмет. На интернет страницата каде учениците можат да ги најдат прашањата за екстерното тестирање, се објавени распоредите за престојното тестирање на учениците од четврто оделение во основното образование до трета година средно образование, соопшти од Министерството. Датумот и часот кога ќе бидат тестирани во секој момент може да го погледнат учениците. За наставните предмети ќе бидат информирани 3 дена пред датумот на полагањето. Од 2 до 10 јуни ќе се реализира екстерното тестирање, кое ќе опфати вкупно 183.280 ученици и 17.803 наставници. Јавниот базен со прашања, објавен на интернет страницата, содржи вкупно 445.700 прашања на македонски, албански, турски и српски јазик по вкупно 7.560 предмети. За секој предмет се генерирани прашања во зависност од неговата застапеност во наставниот план, односно бројот на часови. Така за предмет застапен со 1 час неделно генерирани се 100 прашања, за предмет со 2 часа неделно 200 прашања, а предмет застапен со 3 часа неделно 300 прашања. Спортското планинарско друштво Зелен рај самоиницијативно организира настан на 31 мај под мотото "Качи се на врв, земи здив за живот" со цел подигнување на свеста за ретката болест пулмонална хипертензија. Околу 10 пациенти во Македонија боледуваат од пулмонална хипертензија.
Ретка сериозна болест што влијае на крвните садови во белите дробови и создава поголем притисок што резултира со губење на здив. Представници на Асоциацијата за пулмонална хипертензија Момент Плюс денеска присуствуваа на пресконференција во општина Чашка со цел да се подигне јавната свест за постоењето на ова ретко заболување кај нас. Месец мај е месец за промовирање на болеста и поддршка на пациентите кои боледуваат од неа. Активностите се генерално со покажување било какви спортски активности, демонстрација на спортски активности, изведување разни спортски активности со цел покажување дека колку е тешко кога ќе останете без див, кога не можете да дишете, значи на таков начин ги поддржуваме пациентите и соочуваме и сочувствуваме со нив, па ете тоа е поентата за да ги разбереме. Со цел да се анимира јавноста и да се поддржат пациентите кои ја имаат оваа болест, Спортското планинарско друштво Зелен рај само иницијативно организира настан на 31 мај под мотото "Качи се на врв, земи здив за живот". Организираниот настан подразбира искачување на врвот љута на планината Кадиица, а во иднина се планира ова да премине во традиција. Од оваа година првпат и во наредните години ќе биде традиционално. Секоја година ние, како здружение, како хумани луѓе, како планинари, како хуманисти, во името на овие луѓе, во името на сите болни луѓе во Република Македонија, ќе искачуваме по еден врв. Општина Чашка дава целосна поддршка на асоциацијата и останува отворена за соработка, бидејќи како што нагласи градоначалникот Пановски, Чашка е мала општина, но со големо срце. Имаме 2 воздушни бањи во наша општина. Значи, токму нешто што им е потребно на овие луѓе. Можда на Балканот ги има и на други места. Меѓутоа, во поранешна Југославија, значи тие двете бањи во Горно Врановци и во Јасеново биле рангирани како едни од најдобрите кои што им помагале на луѓето кои што имаат проблеми со дишење. Едно од целите на Сдруженијето покрај заштита на пациентите и запознавање на општеството со болеста е да се допре до медицинските кругови, затоа што раната дијагностика значи и спасување на човечки животи. Во светот се одобрени и достапни 12 терапии, но и покрај тоа пациентите во Македонија не го добиваат соодветниот третман. Моментално во Македонија очекуваме регистрација на еден од лековите, а во светот ги има околу 12 регистрирани лекови, кои што се во зависност од тоа кој степен на болеста е достигнат пациентот. Помеѓу 15 и 50 на 1 милион луѓе се болни од пулмонална артериска хипертензија. Во моментов се развиваат нови методи за лекување и се истражуваат алтернативни стратегии за подобрување на квалитетот на животот на овие пациенти. Запознајќи спортовите и пријатели на вода се проектите преку кои децата од Велешката градинка учат за спортовите и безбедноста на вода. Во реализација на овие проекти се вклучени Сдруженијето за спорт, рекреација и анимација Штурчиња и Црвениот крст од Велес. Во нивни рамки децата го посетија и езерото Младост. Спортовите на вода и безбедноста при истите е тема на проектите кои се спроведуваат во детската градинка Димче Мирчев. Проектот запознајќи спортовите на градинката и Сдруженијето за спорт, рекреација и анимација Штурчиња се поврза со проектот Пријатели на вода на општинската организација на Црвениот крст од Велес. Овој проект стартува годинава. Преку него, децата од градинката го посетија езерото Младост, каде се запознаа како да се заштитат опасностите кои ги предизвикуваат водените површини. Целта на овој проект е безопасноста, односно децата што е можно повеќе да се едуцираат за капалиштата од отворен и од затворен тип, да знаат како треба да се понашаат покрај водата, во водата, покрај пловни објекти и доколку е можно тоа да знаат и да ги управуваат. Децата од градинката имаа можност да пловат по Велешкото езеро, со цел да видат како треба да се однесуваат кога се наоѓаат во пловни објекти. Да се возам. Не беше убаво. Јас сакам многу да пловам џаме. Јас сакам многу. Ние се ковците весла. Од детската градинка, проектот Запознајќи спортовите го спроведуваат веќе трета година. Преку него децата се запознаваат со повеќе спортови одделно, зашто им помагаат и професионалните спортисти кои ги посетуваат. Годинава првпат се запознаваме и со спортот на вода, со кајак, безбедност на вода, секако се со уметничките спортови, гимнастиката, атлетиката и сите останати други спортови.
Активноста со спортовите запознавањето се одвива така што преку видео презентација на децата им се доближува одредениот спорт, преку презентација од спортист и од стручните соработници штурчиња. Децата гледаат преку презентација, преку слики, што точно се случува во спортот, како се запознаваат со правилата, со начинот на игра и се останато во врска со спортот. За децата најинтересни се несекојдневните спортови со кои ретко имаат можност да се сретнат. Спортовите на вода, по денешната посета на Велешкото езеро, стануваат дел од нив. Викендов по втор пат на езерото Младост во Велес во организација на Сдруженијето за безбедност на вода и планина Македонски спасител во соработка со Интернационалната асоциација за спасување ИСЛА ќе се одржи интернационален курс за спасители на отворени води. Повеќе за ова од колешката Елица Радевска. Интернационален курс за спасители на отворени води викендов ќе се одржи на Велешкото езеро Младост. Сдруженијето за безбедност на вода и планина Македонски спасител во соработка со Интернационалната асоциација за спасување на вода ИСЛА од Соединетите Американски држави втора година го организира овој курс кој ќе трае 3 дена. 20 на кандидати ќе се обидат да го положат истиот кој од нив бара добра физичка подготвеност. Условите за пријавување се прво да знае да добро да плива. Значи, ако не знае кандидатот да плива, нормално нели како би спасил човек во неволја. Да може да исплива непрекинато 500 метри, да може да истрче 1200 метри и тоа се тие почетни услови. Олин Патерсон, директор и интернационален инструктор од асоциацијата ИСЛА, по втор пат е во Велес. Целта на овој курс, вели тој, е нивното знаење и вештини да ги пренесат на идните спасители на вода. Оваа година 6 инструктори од ИСЛА ќе го предводат тимот, за кој најважно е да се спаси нечии човечки живот. Целта е да ги пренесеме оние интернационални стандарди што треба да ги научат кандидатите. Воедно ќе се обидеме да ги пренесеме начинот по кој предаваме повеќе од 19 земји во светот. Оние кои ќе го поминат тој курс ќе се стекнат со професионални сертификати од ИСЛА. Имаме прилично силна екипа која е составена од спасители од различни држави во САД. Очекувам кандидатите да научат многу од нас и се надевам дека ќе стекнеме пријателства кои што ќе останат и после оваа обука. Од 8 часот наутро по се до 18 часот попладне, кандидатите ќе бидат на плажата на мотел Лозар и втората плажа на езерото Младост. Наутро имаме од 8 часот, почнуваме со теоретската настава, со теоретската обука, до 11, потоа од 11 до 18 часот имаме практична настава на суво и на вода со мали паузи за ручек и паузи за одмор. 372.000 луѓе умираат од давање во вода секоја година. Повеќе од половина од сите смртни давања се лица под 25 години. Давање во вода е една од 10 водечки причини за смрт на лица од 1 до 24 години. Конкретно во Велес, според статистиката на Сдруженијето за безбедност на вода и планина Македонски спасител, во нивното 4-годишно активно работење на водените површини во Велес, спасени се вкупно 95 човечки животи. Горан Чесавевски и Љупчо Андоновски, новоименувани директори на Биро за јавна безбедност и Управа за безбедност и контраразузнавање. Македонските економски потенцијали ќе бидат промовирани во рамки на Еразмус Плюс, проект чија реализација започнува денес. На вчерашната седница владата на Република Македонија именуваше директори на Бирото за јавна безбедност и на Управата за безбедност и контраразузнавање. Како што соопшти владата, за директор на Бирото за јавна безбедност е именуван Горан Чесавевски, досегашен началник на централните полициски служби, а за директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Љупчо Андоновски, досегашен началник на одделот за безбедност и контраразузнавање Скопје. Савевски и Андоновски имаат завршено високо образование на Факултетот за безбедност и двајцата имаат големо професионално работно искуство во Министерството за внатрешни работи. Економските потенцијали на Македонија ќе бидат промовирани со активности во рамки на Еразмус проектот ЮМАРК, кој што почнува да се реализира од денеска на повеќе локации во државава.
Во проектот, што ќе трае 1 година, ќе учествуваат над 100 млади маркетинг лидери од Австралија, Азија, Африка и Европа. Вклучени се и организации и универзитети од 14 држави. Проектот е поддржан од Европската комисија во рамки на Erasmus Plus програмата, а координатор е Асоциацијата за истражување, едукација и развој маркетинг порта од Скопје. Целта е продлабочување на маркетинг знаењата, пред се во функција на промовирање на одржливиот развој, преку подобро заемно представување и информирање во функција на директно поврзување на економиите на државите учеснички во проектот. Еврото ја зголеми својата вредност во однос на доларот. Според пресекот во 12 часот по македонско време, еврото изнесуваше 1,0902 долари, за разлика од тргувањето во средата кога вредеше 1,0873 долари за евро. Курсот на доларот во однос на јенот порасна на 123,55 од 123,10 јени. На стартот на идната недела ќе се знае кои од 80 стартапи и спин-оф компании ќе добијат државни пари за финансирање на иновативни проекти. Членовите на Комитетот за одобрување на проектите, врвни меѓународни експерти се во Скопје. Од нив ќе зависи кои апликации ќе бидат приоритетни во финансирањето. Во моментов скенираат 34 од над 70 проекти, кои се селектирани врз основа на теренска посета, претходна оценка на квалитетот и потенцијалот. Финалната одлука е на меѓународните експерти. Владината помош од првиот оглас на Фондот за иновации ќе се исплаќа од јуни. Првиот оглас предвидува распределба на 600.000 евра неповратни средства, а една компанија може да добие најмногу 30.000 евра. Фондот за иновации во втората половина од годинава најави втор оглас, вреден 1,7 милиони евра. Во напад на полициска станица во Авганистан загинаа најмалку 19 полицајци и 7 војници. Федералната даночна служба била жртва на хакерски напад во кој биле украдени лични податоци на даночни обврзници. Во напад на талибанците врз полициска станица на југот на Авганистан вчера загинаа најмалку 19 полицајци и 7 војници, а обсадата и натаму трае, објавуваат афганистански представници. Шефот на полицијата на округот Навзад во јужната афганистанска провинција Хелманд, Напас Кан, кој се наоѓа внатре во нападнатата полициска станица, изјави дека борбите почнале вчера утро, кога талибанците нападнале повеќе полициски пунктови ширум округот. Кан наведува дека напаѓачите сега ја опколиле полициската станица, одзеле полициски возила и оружје и ги блокирале сите патишта што водат од Навзад. Тој апелираше до владата на Авганистан итно да интервенира. Федералната даночна служба на САД соопшти дека била жртва на хакерски напад во кој биле украдени лични податоци на 100.000 даночни обврзници. Нападот бил извршуван во периодот од февруари до средината на овој месец. Хакерите успеале да добијат од третата неидентификувана страна лични податоци како што се датум на раѓање, адреса и социјално-осигурителен број, се наведува во соопштението на Федералната даночна служба. Компјутерските експерти во службата утврдиле околу 200.000 обиди за пристап до одредени лични податоци, извршени од сомнителни електронски адреси. Овој инцидент се случува во период на зголемување на хакерските напади врз големи американски компании, вклучувајќи и големи банки, што предизвика загриженост во Белата куќа. На вчерашното финале за Купот на Македонија во кадетската категорија, фудбалскиот клуб Вардар го совлада работнички со минимални 1:0. ЖРК Вардар продолжува со засилувањата во својот состав. Ново име за црвено-црните е српската репрезентативка Сања Дамјановиќ. На денешниот плейоф надпревар од Суперлигата екипата на Зомимак во Струмица го пречекува актуелниот шампион Металург.
Кадетскиот тим на фудбалскиот клуб Вардар го освои купот на Македонија, откако во финалниот надпревар го совлада тимот на Работнички со 1-0 на вчерашниот дерби меч на тренинг центарот Петар Милошевски. За црвено-црните во 17-та минута голот го постигна Есмин Личина по фантастичниот удар од 20 на метри. Тренерот на Вардарец си не го криеше задоволството по освојувањето на купот кој повторно се врати во нивните ветрини по долги години, упатувајќи честитки за кадетската екипа која се наоѓа пред светла иднина. Македонскиот женски ракометен првак Вардар продолжува со засилувањата на својот тим преку нови трансфери во својот состав. Новото официјално име за црвено-црните е српската репрезентативка Сања Дамјановиќ, која игра на позицијата левбек. 28-годишната ракометарка лани настапуваше во редовите на Виборг и веќе подолго време се шпекулираше за незиниот трансфер во Вардар. Дамјановиќ е второто засилување за нашиот шампион, откако претходно беше официјализиран трансферот на хрватскиот пивот Андреа Човиќ. Најпривлечниот надпревар во плеофот од машката Суперлига ќе се одигра денес во 19 часот. Зомимак на својата интернет страница извести дека ќе го пречека актуелниот шампион во малата сала во училиштето Димитар Влахов, која има капацитет од 400 седишта. Поради малиот капацитет, струмичени пуштија во продажба само 100 билети, кои ќе се продаваат по цена од 100 денари. Нормално не станува збор за услови за гостински навивачи, затоа Зомимак ќе има 100% поддршка во овој меч. Место за продажба на влезниците канцелариите на Зомимак во трговскиот центар Глобал во Струмица. Целта е победа со повеќе од една разлика, затоа што на првиот меч во автокоманда Металург славеше со 22-21. Екипата на Кливленд ќе издвои четвртата последователна победа над Атланта и се пласира во финалето на НБА. 6 високи функционери уапсени во хотел во Цирих, меѓу кои подпредседателот Џефри Веб. Екипата на Кливленд по денешниот триумф над Атланта го верификува настапот во финалето на НБА лигата со 4-0 во победи. Калварис, предводени од Леброн Джеймс, кој постигна 23 поени, 9 скокови и 7 асистенции, остварија висока победа од 118 наспроти 88, а Перо Антич за јастребите воопшто не се појави на теренот. Вечерва на програмата е петата средба помеѓу Голден Стейт и Хјустон во серијата над превари во која војните водат со 3-1 во победи. Утринава во елитен хотел во Цирих уапсени се 6 високи функционери на ФИФА на 2 дена пред председателските избори во Светската организација на фудбалот. Меѓу уапсените и подпредседателот Џефри Веб, кој е прв човек на Федерацијата на Средна Централна Америка и Карибите, а полициската акција е предводена од Американското федерално биро за истражување. Против уапсените ќе бидат покренети обвинувања за измама, рекетирање и перење пари, кривични дела што наводно ги повторувале во изминатите 20 години. Веќе со години се зборува за коруптивноста во Светската куќа на фудбалот. На петочните председателски избори Сеп Блатер за свој противник ќе го има принцот Али бин Ал Хусейн од Јордан. Сончево и топло време имавме денеска. Еве какво време не очекува следните денови.
Ви благодарам на вниманието, почитувани. Имајте пријатна вечер со К1. Пријатно.